Во изминатите 7 дена регистрирани се 5 нови случаи на заразени со делта сојот на коронавирусот, од кои 3 се во Скопје и по еден во Куманово и во Тетово. Висок процент од ново заразените се невакцинирани, но има и вакцинирани со слаби симптоми, велат од Министерството за здравство. По подолг период без ново заразени пред 2 дена и во Кочани имаше еден позитивен случај, но тој не бил од делта сојот. Во соседните општини на Кочани и понатаму нема активни ниту позитивни лица. Министерот за здравство Венко Филипче на пресконференција истакна дека редовната и теренската вакцинација против COVID-19 се одвиваат без проблеми и засега нема најава за дополнителни заштитни мерки. Сепак, во зависност од ситуацијата доколку истата се влоши, не е исклучено да се преземат превентивни мерки од наесен. Размислуваме да некакви ограничувања поведеме од месец на септември или од месец октомври, доколку се соочиме со нов бран. Сепак не можеме сите да страдаме заради тоа што некој не се вакцинира. Ние не може да живееме затворени. Мора сето да функционира, да биде отворен. Затоа е всушност и вакцината измислена за да се врати животот во нормала. Комитетот за имунизација континуирано работи. Ние секојдневно комуницираме со тоа што пораките ги пренесуваме ние од Министерството за здравство. И Комитетот за имунизација во делот на вакцините, препораките и Комисијата за заразни болести. Во земјава досега се вакцинирани 450.000 граѓани. Од нив најголем опфат има во големите градови како и во Скопје со 30%. Исто така над 85% од здравствените работници се веќе вакцинирани, а 54% од вработените во градинките и училиштата. И ние ќе продолжиме да го држиме системот со вакцинација вака активен како што е сега, во смисла на тоа да се сите пунктови отворени, граѓаните се пријавуваат без термин, никој да не се врати, вакцини има сосем доволно. Понатаму теренската вакцинација, која што ќе оди по систем на ротација, значи ако некое место е поминато, кога ќе се поминат сите други места околу тој здравствен дом, ќе се повтори циклусот. Отворени се вакциналните пунктови за деца, околу 1800 деца се пријавени, околу 500 се веќе вакцинирани. Меѓутоа, сето тоа не е процент кој што може да не заштити од нов бран. И треба граѓаните да се свесни дека ако не се вакцинираат, има сериозно голема шанса да заболат од болест предизвикана од вирус кој што многу веројатно ќе ги смести во болница. Според министерот Венко Филипче, вакцини во државата имат доволно, но потребна е имунизација на 80% од населението за да се спречи натамошното ширење на коронавирусот. Во завршница влегува жетвата на житните култури во источниот регион, која според проценката на земјоделските производители не ги даде очекуваните приноси. Количините што се ожнеани се за околу 50% пониски од вообичаениот просек, особено кај пченицата. Тоа ги става земјоделците во ситуација да не можат да ги покријат трошоците. Земјоделските здруженија размислуваат да побараат и помош од државата, за да можат да го надминат лошиот период. Иако не се работи за елементарна непогода, сепак временските прилики велат биле главниот фактор врз намалениот принос и кај пченицата и кај јачминот. Земјоделците сметаат дека постоеле објективни причини поради кои жетвата дала подпросечни приноси, односно дека и покрај вложените агротехнички мерки, тие не можеле да влијаат за подобрување на состојбата. Земјоделските здруженија од регионот најверојатно ќе излезат со своја анализа и барања до надлежните државни институции за да добијат поддршка. Нивниот став е дека откупната цена на пченицата не треба да биде под 12 денари за килограм. Потребно е исто така да се намали и увозот на ефтино брашно од соседните земји, за да се спречи и рушењето на цената на домашното производство.
По повод верскиот празник Курбан Бајрам, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев упати честитка до граѓаните со исламска вероисповед. Во неа се вели: "Ви го честитам големиот верски празник Курбан Бајрам. Посакувам празничните денови да бидат исполнети со љубов, радост и духовен мир. Овој празник нека биде мотив да ги избираме толеранцијата, солидарноста, меѓусебното разбирање и почитување и со нив да градиме поубава иднина за нашата општина и за сите граѓани. Повикувам етничката и верската различност да бидат мостови за разбирање што зближуваат и обединуваат." Основното училиште Раде Кратовче почна постапка за набавка на училишна опрема, со која ќе ги подобри материјалните услови за следење на наставата од страна на учениците, а согласно новата наставна програма. Веќе се објавени два одделни јавни повика за набавка на училишни клупи и столчиња, како и на интерактивни табли и видеопроектори, за што е планирано да се вложат околу 420.000 денари во нето износ. Средствата се обезбедени од сопствени извори, а набавката на опремата треба да се реализира во текот на летниот распуст. Според техничката спецификација во тендерските постапки, предвидено е да се набават 44 училишни клупи со стандардни димензии, изработени од метална конструкција и дрвена подлога, како и 88 училишни столчиња од сличен материјал. Од училиштето информираат дека дополнително оштетените плотни на дел од клупите ќе бидат заменети со нови, со тоа практично 6 училници ќе добијат комплетно нова училишна опрема. Дополнително со набавката се бара добавувач за 2 интерактивни електронски табли и 2 видеопроектора со придружна опрема за нивно нормално функционирање. Пријавувањето на заинтересираните понудувачи и по двата јавни повика трае до 27 јули. По склучувањето на договорот, избраните добавувачи ќе имаат рок од 2 месеца да ја испорачаат бараната училишна опрема, односно истата ќе може да се користи со почетокот на престојната учебна година. Жители на крак од улицата по Парсов Блаже во Кочани бараат да им се доврши пристапот до домовите, откако пред извесен период биле завршени дел од градежните работи за изградба и асфалтирање на коловозот. Се работи за мал крак во должина од 40 на метри, на кој поради конфигурацијата на теренот неопходно е да се изгради подпорен зид за да се спречи паѓањето на земјата од патот во дворовите на куќите во близина. Жителите велат дека собрале и 50 на потписи од семејствата кои гравитираат на овој дел од улицата, пошто заедно со барањето ќе ги поднесат до локалната самоуправа. Подпорен зид, сега се само това траже. А после ќе се види што да се прави. Док не се направи подпорен зид, не може да се ништо прави. А сме тука, јас сум тука од 67 година. Платено се комунали, се, а пат никаков. Доаѓа тракторот, не може тука да замине. Ѓубрето стое, смрде улицата. Не може да го соберат. Овде е опасност постое. Може тракторот да падне и куќите на луѓето да ударе доле од зидот, да рипне. Некој ќе настрада или кола или со трактор донасаме материјали да се граде, песок, дрва, сака некој од комшиите да донесе, не можеме да донесеме. Дел од овој крак на улицата по Парсов Блаже бил асфалтиран пред околу 3 години, но градежните работи не продолжиле до крајот на коловозот. Десетината семејства кои го користат овој пристап велат дека се работи за мал градежен зафат, што може да се реализира за краток период. Канал 8 ги контактираше и стручните служби од општина Кочани, од каде информираа дека постапката за изградба на подпорниот зид е веќе во процедура. Избран е изведувач на градежните работи кој е ангажиран на други 2 локации каде исто така се градат подпорни зидови и по нивното завршување ќе се проложи на оваа локација. Веќе 3 месеци нема патнички воз на релацијата Кочани-Скопје и обратно. Возот не сообраќа од почетокот на мај, поради што граѓаните од источниот дел на државата не можат да ги користат железничките услуги. Ретките патници кои патуваа со воз веќе и не доаѓаат на железничката станица во Кочани за да прашаат за билет. Патуваат со друг јавен превоз, што ги чини и нешто поскапо. Граѓаните кои се јавиле на станицата дали воопшто ќе дојде воз, добиле одговор од вработените дека и тие немаат информации што е причината за прекинот во транспортот. Според официјалното известување што беше дадено во мај од Акционерското друштво за железнички транспорт, релацијата кон Кочани не била опфатена со измените во возниот ред поради полицискиот час.
Сепак, во меѓувреме сите мерки и ограничувања во врска со пандемијата од COVID-19 престанаа да важат. Патничкиот воз не се врати на редовната линија. Како причина за прекинот на патничкиот транспорт по единствената железничка линија кон источниот регион од државата, од предпријатието го наведоа дефектот на локомотивата, чие сервисирање го најавија да трае до почетокот на јуни. Сепак, повеќе од очигледно е дека во прашање е сосема друга причина за опустошената железничка станица во Кочани.